Здраво, Искра, еве во ресторант Бриони во паркот во Кавадарци, извонредно место. Овде имаме прекрасна послуга, извонреден персонал во кујна и извонредни јадења, значи овдека човек може само да ужива, особено во амбиентот во салата и во бавшата на ресторант Бриони во Кавадарци. Денеска сум повторно со Матеја. Матеја ми е соработник во кујната, одлична другарка. Во време додека ја нема Тина, која што денеска, односно во овие денови се одмара некаде по нејзин избор, ние треба да подготвиме нешто вкусно за тебе, за твоите другарчиња и за сите почитувани гледачи, така ли е, Матеја? Да. Искра, денеска подготвуваме говедска супа. Сакаме да го представиме нашиот начин, затоа што сметаме дека е еден од добрите начини за подготвување вакво јадење. Значи, за тоа ќе ни требаат говедски шупливи коски од бут или од ребра. Да ги ставиме да се бланжираат, да се додаде вода повторно и да се стави кромит, исечен на плочкасти парчиња, потпечен на плотна или на скара. Треба да се додаде морков, целер, пашканат, магдонос, кочан од зелка, биборко зрно и ловоров лист. И да се остави 8-9 часа да се вари на кривок оган. Должината на варењето е толку голема, од причина што сите хранливи состојки од зеленчукот и од коските треба да остане во течноста во која што се варат, а подоцна ќе ја користиме како суп. Штом ќе биде варена супата, во неја се додава рендан, пржен морков, се дотерува по вкус, се тргнува на страна, се остава да се сталожи супата и се послужува со различни додатоци. Додатоците може да бидат различни во зависност од тоа како се изборот на ресторанот, на домаќините дома или пак на гостинот кој што го порачува јадење. Значи, ние најнапред денеска ќе земеме говедски шупливи коски и ќе ги ставиме да се бланжираат во студена вода. Значи, ќе додадам вода и на оган. За тоа време, додека се бланжираат коските, јас и Матеја ќе подготвиме зеленчук. Можеш едноставно да земеш и да речеме целерот само да го искинеш со твоите рачиња. Само ливчињата? Така е. Не, можеш значи вака целосно. Еве вака. А јас си го подготвам овој дел што треба да се сече со нож. Е, сега, овдека мало објаснение зашто говедски шупливи коски, од причина што тука е сршта која што нам е најкорисна и најпотребна при приготвувањето супа. Значи, ќе повторам уште еднаш, за тоа ни требаат говедски шупливи коски од бут или од ребра. Каква супа ти најмногу сакаш да јадеш? Јас? Па... Сега, сакам да едам супа од брокула. Значи во некоја од емисиите да подготвиме супа од брокула, тоа сакаш да кажеш? Да. Може? Може. Значи, во теоријата, во праксата и воопшто супите се делат на супи, чорби и потажи. Во нашата теорија, во западноевропската теорија, супите се делат на густи супи, бистри супи, бујони, консомеа, потажи. Значи, има малце пообемна и поголема припрема. Велутеа, значи има 7-8 групи кои се различни од нашите категории. Тоа не значи дека ние не ги работиме. Но нашата класификација кажува поделба на супи, чорби и потажи, и кога ќе нашите почитувани гледачи ќе ги посетат некој од рестораните или хотелите, ќе забележат дека во листите на јадења пишува супи, чорби и потажи. Разликата е во тоа што супите се бистри, чорбите се легирани, потажите се пасирани. Јас во една од емисиите ќе направам на Матеја и потаж за да види колку е тоа вкусно да се јаде.
Сега, вообичаено овие рачки што ние, односно некои од гледачите ги фрлаат, ние ќе ги ставиме овде во супата. Може? Може. Така? А Макдоналдс ќе си го чуваме за некое друго јадење. Сега, кромидот ќе го исечам на плочкасти парчиња и ќе го ставиме на плотна или на скара да се потпече и како таков ќе го додадеме во супата. Еве вака. Ето, тоа е тоа. И сега овде што ни треба уште. Значи сега овде ка ставивме ли морковче? Не, дај 2 морковчи. Ето едно, еве овде уште едно. Дај ни го тоа, дај ни. А зашто служат речките од Макдоналдсот во супата? Истиот квалитет и содржина го имаат како Макдоналдсот што го има во цветот, само што некогаш да во јадењата се невкусни за изгледот на јадењата, па ние ги користиме за супите, каде што на крај ќе ги фрлиме. Значи, после подготвувањето на супата ќе ги фрлиме. Сега овде ќе ставиш неколку зрна биберво зрно. Така е. И јас ќе ставам 2 ливчиња ловаров лист. Доволно? Супер. И сега што ни фали од тоа што рековме, уште ни фали кочанот од зелката, така? Така рековме те. Значи, сега ќе го извадиме кочанот од зелката. Големите главици секогаш најнапред на половина, па на половина, нас ни треба кочан, затоа нема да го делиме понатаму, нема да делиме зелката. Така. Еве Матеја. Сега можеш да го донесеш тоа, бидејќи си ми главен помошник. И можете, добар ден. Добро, еве снимаме, повелете. Повелете, снимаме. Можете да ни се придружите. Така ли? Супер. Искрено ние сме овдека во реални услови, така да се случува се во кујната и баш ни е убаво. Еве, јас го додадов зеленчукот. Се одјавуваме сега од ресторан Бриони во паркот во Кавадарци. Продолжуваме со Матеја да работиме заеднички. Ќе оставиме супата, ќе дадеме можност да се вари. Ние ќе го кажеме крајот на приготвувањето на супата, тогаш кога ќе треба да додадеме морков. Поздрав студио, поздрав до гледачите за кратко време. Искрејаваме повторно во Бриони, ресторан Бриони во паркот во Кавадарци. Прекрасно место и прекрасен другар имам јас овдека со кој што соработуваме цело време. Денеска подготвуваме говедска супа, значи ни беа потребни говедски шупливи коски од бут или од ребра. Ни требаше зеленчук, значи кромит, исечена плочкасти парчиња, потпечена плотна, моркови, целдер, пашканат, Макдоналдс, кочан од зелка, биберво зрно и ловоров Лист. Ловоров лист, знаеш како си научила. Сега треба да ставиме рендан пржен морков натре во супата. Ќе го додадеме во супата, ќе ја зачиниме и ќе ја прецедиме. Што ми ја прецедиме, веднаш може да ја сервираме и да ја јадеме. Да. Така? Супер. Фин. Сакаш да ми кажеш нешто? Не? Добро. А чичко не баш морковот за што е добар? За јадење. Значи, секојаш сакаш да знаеш и тоа е многу добро. Значи, има бета-каротен натре, кој што е извонредно добар за луѓето и треба да го јадат особено во свежа форма. И дома кога ќе правите салата, рендано морковче, рендан цвекло, живо,
зелка, краставички, домати, се. Кај нас на пазарите го има во извонредна свежа состојба. И морковчето да го вклучиш во салатата задолжително. А вака ние сега ќе го искористиме за да ја подобриме бојата и вкусот на супата. Ме разбра? Да. Вака. Значи јас сега ќе го изрендам и колку често јаде супа? Мон? Колку често јаде супа? Па... Зависи од оброкот. Па да. Зависи што јадам. Така. Треба супата и течната храна треба да ја има во оброците во убава количина, значи некоја која што е прифатлива. Подам јас ова да го спрашам. Овде. Ова може да го ставиш на биење. Морковот ќе го додадам заради бојата и вкусот на супата. Супите по правило би требало да се бистри и со додавање на морковот ќе добијам известна боја и вкусот, реков, уште еднаш ќе го подобриме. Штом ќе биде готова супата, јас ја председам и ќе ја послужиме како обична супа, говецка, денеска без додатоци, а во неја може да има различни додатоци. Може да има флекици, тарана, резанци, фиде, значи зависно тоа со што сакаме да ја јадеме супата, такви додатоци може да има. Значи, кој шеф, со ово јадење сакам и да јадам и сирење, да направиш и сирење, ама не обично сирење, туку печено. Од тебе веќе почнувам да очекувам се и се што да ти кажам. За среќа јас денеска овде имам јока, сирење кое што е извонредно за тоа што ти бараш. А тоа е, значи ќе ти направам една порција сирење на скара подготвена, знаеш. Такво сакаш? Да. Сега ќе го подготвиме само за да не ми изгори морковот и ќе го подготвиме веднаш. Види тука дали имаме во намирниците брашно. Да, има. Има, Да. донеси го тука кај даските, кај даската, не тука. Кај даската затоа што ќе мора малце да му ставиме од брашненцето за да не ни залепи на скарата. Добро? Сите производи млечни се извонредно важни за целата популација, за сите луѓе, а особено за дечињата и за повозрастните категории на луѓе, и оние што не се наши гледачи. Ме разбираш? Да. Така. И да речем млеко, јогурт, павлаки, сирење, особено ако се од јока, па сигурно нема да има грешка тука во Не смееме сега да дозволиме да изгори моркова, зашто ако изгори ќе ја смени и бојата и тогаш нема да биде вкусна и убава. Сега ќе оставам супата да се побрзе. Јас ова ќе го однесам на миење. А ти рече сакаш сирење, така? Да. Гледаш? Што пишува тука? Јока. Јока пишува, така е. Така. Како е добро, гледаш? Супер. Сега ќе го пресечеме вака. Добро. Која ќе му дадеме форма ваква. Може вака? Може. Добро. А бидејќи си ми ти мене помошник, само ќе си го испечеш. Во ред. Чекајмо.
брашното го ставаме да не залепи сирењето и да не се растори на скарата, знаеш. И кога ќе го ставиме на скара, не смее да се врти многу, зашто повторно заради тоа што е на жешко може да се распадне. Добро? Да. И сега кога пребаруваш малце, сега ќе правиме нешто друго. Ама знаеш што? Убаво е децата кога пребаруваат за јадење. Тогаш сите се среќни и весели. Имаме малку масло. Така. Сосема малку ќе ставиме на капка. Добро? Да. Ставаме над него. Така. Сега ова може да се стави и во рерна или во фурна, знаеш? Ама ние ќе го ставиме повторно на скара. Скара, да. Донеси го таму. Тука, а овие твоите ќе ги ставиме овде. Држи. И знаеш што? Одбери си сама чинивче за сервирање да видим што ќе ми донесеш. Добро. Ова ти е за за сирењето? супата. А, за супата! Ми правиш... Ајде, стај го таму тоа за супата. Супата прво ќе ја прецедиме, дај за сирењето, побрзо ќе биде За сирење. сирењето, добро. Да. Бравс. Сега стави го тоа тука. И сега ќе ми најдеш едно патлиџанче, па нели си ми помошник? Добро. Ајде. Еве доматен и уште краставици. Еве. Ама не лупена. Молам? Не лупена. Ти лупена си видена. Матеја ми донела баш голем домат. Од ова ќе излезат две руши, не една, меѓутоа ајде. Супер. Најде? Сега ќе донесат. Ти ги ангажираше веќе? Да. Се научи да шефуваш? Супер. Еве една голема ружа. Видиш ова? Еве чичко не беше има тука. Што донеса? Краставица? Да, красавица. Браво, Матеја.
доаѓам веднаш кај тебе. Сакаш да видиш една декорација убава? Молам? Една убава декорација, сакаш да видиш? Да, може. Еве, гледай се. Знаеш, сега ќе направиме едно ливче за ружата. Убава? Да. Твојата чинија за сирење е супер, е готово. Може да го сервираме? Може. Може. А Чичко, не беше зашто на другото сирење стававте алуминиумска фолија? Па да пробаш не само печено, него во фолија подготвено и му ставив малце масло, ќе прими од маслото, ќе се одвои од фолијата и ќе видиш како вкус има. Супер. Уште во фолијата можеш да ставиш зачин како сакаш, знаеш? Значи, можехме да додадеме буковец или бивер или нешто слично, меѓутоа јас на јока не би му додавал ништо сирењето затоа што има извонреден вкус. И сега да ти кажам нешто. Секогаш кога во ресторан ќе ти донесат чинија со декорација, декорацијата што ти ја ставиле треба да се јаде. Ме разбра? Да. Донеси сега една округла чинија за да го сервираме и ова сирење. Најде? Друга каква? Еве ова. Може ова? Може. Дојди се. Ќе си земеш прибор? Да. И види како чади, ја. Така. А јас сега додека Матеја ужива во сирењето, на јока која што е извонредно со масленост, технологија има прекрасна, гледате дека не се распадна воопшто при печење на скарата, ќе ја прецедам супата. Супата по правило треба да се остави да се сталожи после варењето и да се прецеди за да може зеленчукот да се извади од супата, за да може да се сервира. Истата постапка може да се повтори и со пилешко месо, само што по правило би требало да одбереме постари кокошки, кои што ќе дозволат варење подолго временски период, затоа што рековме на почеток на емисијата дека варењето на супата вообичаено треба да трае повеќе од 8-9 часа. Ја ве донесов прибор? И за мене донесе? Да, за двајцата. Браво, Матеја. Значи немам коментар ти. Ајде прво. Убава? Многу убава. Сакаш нешто со тоа? Па не. Па не, значи доволно ти е само сиренцето, така? Да. А од ова? Види како е, како кајмак. О. Ајде да. Двете се убави. Кој е поубаво? Ова. Ова е поубаво? Ти рече печена сакаш заради тоа. Јади го сирењето, додека ја се сервирам супата. Сега, Матеја, не ти ги жијемо, ви си ги јадеш после. Ама сега ќе пробаш најнапред супа, може? Може. Сакаш супа многу? Па. Не многу. Земи лажица и пробај да видиш дека ќе ја засакаш.
Вкусно е многу. Вкусно е многу? Да. Искра, се одјавуваме од овде од ресторант Бриони во паркот во Кавадарци. Денеска говедска супа и еве по желба на Матеја имавме печено сирење и сирење во фолија. Нормално сирењето мора да биде од јока, за да биде онака подготвено како што ние го подготвивме. Значи, сепак гледачите нека се дозволат должина на варењето на супата да не ги поколева да ја направат на овој начин, затоа што се она што треба да излезе од животните намирници кои се ставени во супата, им треба долго време на подготвување термичка обработка. Значи, вообичаено треба да се вари 8 часа и повеќе, да се прецеди, да се остави да се сталожи и тогаш да се јаде по желба со различни додатоци. Поздрав од ресторант Бриони во Кавадарци, до следното видување на сите во студиото и на сите почитувани гледачи.